Македонија се бори да остане транспортен и економски јазол во време кога конкуренцијата во регионот е посилна од кога било. Владата ја става инфраструктурата во фокусот за да ја задржи стратешката позиција на државата на мапата на главните европски коридори. Целосната изградба на коридорот 10 како најисплатлива европска транспортна рута станува приоритет, а паралелно стотици милиони евра се вложуваат во коридорот 8, проект што треба да ја поврзе земјата исток-запад и да отвори нови економски перспективи, вели заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николос. Источното крило на поврзувањето со Бугарија, кое што треба да е завршено до 2031 година. Одиме според планот и динамиката и Бугарија, ако го одржа зборот, треба до тоаш да завршат. Работиме со Европската инвестициска банка на објавување на повикот за изградба на третата делница. Веќе повикот за надзор очекувам следна недела да е објавен, а во следните 2 до 3 недели и повикот за градба. И веќе од доцна лето, рана есен да видиме активности на терен за реализација на третата фаза од коридорот 8. Идниот месец на 22 владата ќе има состанок со Европската унија за проектите за раст кои ќе опфатат повеќе инфраструктурни зафати како линијата Скопје-Јагуновце, Тетово-Гостивар, Кичево и втората фаза од изградбата на железницата која што ќе оди Кичево-Охрид струга границата со Албанија. Бехтел Јенка ќе продолжи да работи на автопатите согласно договореното, а сите давачки од државата во моментов се подмирени, вели Николовски, додавајќи дека е подобро тие да продолжат со изградбата отколку сите пари да им ги поклониме. Министерството за транспорт паралелно работи на зголемување на бројот на летови од Скопје и Охрид, како и модернизација на аеродромите, вели вице-премиерот. Поради тоа, процентот на раст на Скопскиот аеродром годинава ќе биде на врвот во споредба со регионот. И сега има простор за да се отворат уште некаде околу 6 шалтери на постојниот терминал. Тоа е оние кои што патуваат кога ќе влезат десниот дел од терминалот, а за брзо време ќе започнеме и целосна реконструкција на Охридскиот аеродром, кој што треба во помала варијанта да заличи на Скопскиот аеродром една модерна терминална зграда која што ќе се изгради таму. Сето ова ќе придонесе и да се задржи нивото на странските инвестиции и да се отвори патот за истражувачки центри што ќе отворат високоплатени работни места, посочува Николовски.